Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вчера беше Свети Тодор празникот, односно Тодорова сабота. Токму вечерва, почитувани слушатели, ќе дадеме прилог за овој македонски православен празник. Исто така, бидејќи сите македонски медиуми се обврзани со настаните во Украина, затоа во тој контекст одлучив да го дадам говорот во Македонското собрание на лидерот на Македонската партија Левица, професорот Димитар Апасиев. Се надевам дека вечерашниот наш термин ќе ни дозволи да дадеме и занимливости поврзани со Македонија. И на крај, како и обично, мој коментар на неделата. Па на почеток да го завртиме музичкото тркало, за да ги разиграме вашите срца.
Македонската православна црква Свети Климент Охридски со председателот Владе Димитриевски ве поканува на заедничките богослужби што следат во наредните великденски пости од 10 часот утрото. Но исто така како културен центар на располагање ви стоят трите сали на Свети Климент Охридски за било какви настани, крштевки, свадби и слично. Телефонот е 416-421-7451. За време на великденските пости и управата на црквата Свети Димитрија Солунски со Бале Гајтановски, управата на црквата Свети Илија од Мисисага со председателот Ацо Крстевски и управата на црквата Света Недела од Еџек со Славе Бундевски ве повикуваат на заедничката богослужба за великденските празници. Секој еден посакува да живее во свој топол дом. Сонја Димеска, продавач на неподвижен имот, како куќа, бизнис, фарми е покрај вас. Завртете го телефонот на 416-900-5802 и побарајте Сонја Димеска, која најдобро ќе ви го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на неподвижен имот. Телефонот е 416-900-5802. Да го слушнеме и прилогот за празникот Свети Тодор. Првата сабота од Великденскиот пост е Тодорова сабота. На овој ден го прославуваме чудото со варената пченица на светиот и славен великомаченик Теодор Тирон. Чудото се случило за време на владењето на Јулијан Отстапник, кој отпаднал од Христос, му се вратил на идолопоклонството и постојано се трудел да ги омаловажи христијаните. Во првата седмица од Великиот пост, царот Јулијан го повикал управникот на градот и му заповедал да ја тргне храната што обично се продавала на пазарите и да ја замени со храна попрскана со крв од идолски жртви, па оние што постат, купувајќи и јадејќи од оваа храна, да го прекршат постот. По Божја промисла, великиот маченик Теодор Тирон насон му се јавил на владиката Евдоксиј, го известил за намерата на царот и му порачал народот да јаде само варена пченица. Патриархот на сите им кажал за своето видение и на тој начин луѓето си продолжиле со Великиот пост. Кога царот сватил дека не му успеала намерата, наредил на пазарите повторно да се изнесе вообичаената храна. За многу години. Па нека е за многу години празникот и сите оние кои го носат тоа име, нека им е честито и вечно. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија, која е 52 години со вас. Вашите реклами, честитки, доброволни прилози и слично ќе бидат од голема помош за да продолжи да се емитува и понатаму ова најстара радиопрограма во диаспората. Телефонот е 647-780-6549. Инаку да спомнам дека веќе со зголемувањето на цените на бензинот и картите за патување за Македонија или било каде кој крај на светот веќе е поскапено, но доколку сакате да се јавите, јавете се на 647-780-6549. И тоа да спомнам дека пасошите треба да бидат најмалку 6 месеци да имат важност за враќањето на вас. Тимот Недан Тим, рилистет специјалист за продавање или купување на куќи, бизнис, исто така фарми, специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребе. Затоа, значи, за неподвижен имот продавање или купување, сето тоа препуштете го на Недан Тимот и нашиот сонародник Васко Недановски. Телефонот е 647-333-9628 или 905-877-8262. Да го повторам телефонот 647-333-9628 или 905-877-8262. Минатата недела спомнавме дека во рубриката профил за вечерва ќе го представиме ликот на нашата позната сонародничка Мерин Мајнас од село Неволени.
подножието на планината Кула и Лопушнец, непосредно под селото Калугерица и селската Корија, на 3 километри јужно од градот Лерин, разпослано е селото Неволјани. Името на селото е добиено од неволите што им се случувале на селаните. Порано селото било лоцирано во полето на местноста Шолдлур, што значило помини застани, зашто низ селото минувал патот Лерин-Костур, така да низ ова село минували караваните со кираџиите, со камили, мазги и коњи, што тогаш бил единствениот начин за пренесување на трговската стока. Но кираџиите им го краделе добитокот на селаните и го продавале во Костур. Затоа решиле да се одселат токму сега каде што живеат. Ова село низ кое врви Неволјанската река или Матица имало 15 воденици, а селаните се занимавале со земјоделие, градинарство, житни производи, сточарство, овоштарство. Селото е богато и со 5 цркви: Свети Илија, Свети Димитрија, Света Петка, Света Богородица и малата црква Јанова црква. Неволени има и бурна историја. За Илинденското встание масовно се вклучија од ова село мештаните со двајцата војводи Ило Видинов и Пеце Стојнинчев, а во времето на Првата светска војна повторно на неволјанци им беше нанесено голема материјална штета, а во Втората светска војна и така наречената граѓанска војна многу борци од ова село се борија за слобода на Македонија, а меѓу нив беше Ристо Кераџиев, Васил Стрезов, таткото на Ѓорџ Стрезов, како и Крсте Кираџиев, кој со Павле Мариовче од село Арменоро, инаку татко на Тели Мариовче, беа загинати во селото Арменоро. Иселувањето од селото Неволени е започнато уште од 1900 година за време на турското робство, а најмногу по Втората светска војна. Срцето ми пее на цел глас за роден край. Иако сум далеку, многу далеку, дури во Америка, срцето ми уште